за почеток да прашам дали некој ја напиша поемата од 11 стиха од претходната лекција, односно од страна 32. Јас немам подомачно, да си кажам. Јас напишах. Браво. Браво, Марија. Ајде, повели, прочите. Schwimmen am Freitag im Schwimmbad, immer mit den Nachbarn, so gemütlich. Зупа. Одлично, да ја го пратам ова во учебникот, супер. Како што е дадено, така е напишано. Некој друг? Ако не, ќе започнеме денеска со обработка на 18-тата лекција. Имаме уште 6 лекции, а уште 8 часа, што значи дека секако некоја од лекциите, доколку е малку по-специфично, оваа не е таква, ќе дадеме повеќе време. Јас имам едно прашање. Да, повели. Затоа што на мене бај А1, 2 ми е малку по-компlicирано. А1, 10. Добро. Има ли некој час предвиден како повторување на сите лекции, како најбитните делови, вежби, какви некои? Па затоа викам, има уште, само да ја пуштам слагја најверојатно. Да. Има уште 6 лекции, а уште 8 часови до завршување на курсот. Така што секако има 2 часа, во кои што еве сега јас ги разгледувам во моментот лекциите и нема нешто што е, да речам, толку страшно и тешко, така што ќе има време секако на тие 2 часа кои што ќе ни останат, да ги работиме, односно да вежбаме и да поставувате прашања за се што не ви е јасно. Еве, 18-тата лекција е на страна 39. Кај тоа на мене е на страна 33. 39. 33, да. Па толку гледам, 33, да. Толку ми е напишано. Убаво. Сега ќе го споделам екранот. Добро вечер, Слагјана. Ај, Слагјана, и вас да ве прашам пред да почнеме. Ние кај нас во понеделник е државен празник, неработен ден. Дали кај вас менува нешто ако часот остане да го одржиме во понеделник? Знаеш ли што? Гордана, јас ќе видам ако се враќам, ако може па ќе слушам само со слушалки. Со кола нели ќе се враќам. Мислам од Србија на кај Македонија ќе слушам со слушалки, па после ако стигнам на време, па може да се уклучам. Нема проблем. Не знам како ќе биде точно, ама може па и да слушам само. Нема проблем. Ако не друго. Да се уклучиме или да не се уклучиме? Да се уклучите. Да се вклучиме во понеделник на 8:12. Имаме редовен час, небитно што е празник. Кај нас е празник, да, да. Добро, ако се повеќе Да. Значи, останува во понеделник, јас ќе запишам и во групата, Борче нема да се вклучи денес. Останува во понеделник во 19 часот да имаме редовен час. Сега ќе започнеме со 18-тата лекција на страна 33. Ја сгрешив, да споделам екранот. Еве, Ивана, нека го прочита насловот на 18-тата лекција. Tee. Geben Sie ihm doch diesen Tee. Според насловот, дали може да заклучите зашто ќе работиме во оваа лекција? Не, која граматичка содржина ќе обработиме? Не, нема датив тука. Ова е само лична замена.
Затоа и го обележав прво, само извичникот. Заповеден начин во германскиот јазик. Императив, да. Првата вежба се вика Hallo, Schwester Angelika. Was sehen Sie auf dem Foto е прашањето, а зборчиња кои што исто така можеме да ги користиме се None, Kräuter, Blumen и 3 точки. Ќе запишеме прво наслов. Lektion 18. Geben Sie im doch diesen Tee или на македонски лекција 18. Дајте му нему од овој чај. Зборчињата кои што ги имаме, Blumen сме ги работеле до сега. Цвеќиња во множина е именката Die Nonne. Die Nonne, кој што на македонски значи калугерка. И Die Kräuter, кој што се во плурал. Кој што значат тревки. Да сакав плурал да напишам во заграда. Оваа именка е во плурал. Имате дадена реченица во која што пишува Man sieht eine Nonne. Man е безлична заменка во германскиот јазик. Мислам дека сме го кажале ова. Е безлична заменка во германскиот јазик. Не се преведува. И одговара на трето лице еднина. Што значи тоа? Тоа значи дека формата на man е иста како формата за личните заменки er, sie и es. Во случајов го имаме глаголот sehen, кој што е неправилен глагол, па ќе бидат формите ich sehe, du siehst и er, sie, es, па ќе го додадам и man sieht. Значи истата е форма како формата за трето лице еднина, безлична заменка и се користи, тоа не се преведува, се користи на латиница, се користи за правила најчесто и одговара на трето лице еднина. Освен што гледаме една калугерка, ајде да слушнеме Наташа. Was sehen Sie noch etwas auf dem Bild? Што уште гледате на сликата? Auf dem Bild sehe ich eine Frau. Ja. Eine Frau spricht mit der Nonne. Spricht mit der Nonne. Die Frau spricht mit der Nonne. Worüber sprechen Sie? Ich glaube, sie sprechen Über? über Die Blumen. Über die Blumen. Und die Kräuter. Danke. Maria? Was siehst du auf dem Bild? Auf dem Foto? Möchtest du etwas ergänzen? Сакаш ли нешто да дополниш?
Fristin. Fristin. Vielleicht die Touristin fragt der Nonne die Blumen. Mhm. Gut. Mirjana? Да прашам нешто, дали може да се одговоря така? In dem Foto is sehr Auf dem Foto. auf dem Foto Зе, глаголот е секогаш на второ место. sehen Зе ich Kräuter, sehe ich Kräuter, Blumen und zwei Frauen. und zwei Frauen. Да. Сега имаме 1b. Was ist richtig? Hören Sie und kreuzen Sie an. Пред да прочитаме, бидејќи го немаме екранот додека слушаме, да ги прочитаме речениците. Првата реченица Слагена. Frau Brem ist Frau Brem ist krank. krank. Krank е придавка. Значи болен. Да, болен. Krank е болен. Спротивно на придавката krank е придавката gesund, што значи здрав. Gesund. Gesund, здрав. Следната реченица. Марија? Herr Bern hat seit 2 Tagen Kopfschmerzen. Така. Herr Brehm hat seit 2 Tagen Kopfschmerzen. Господјата Брем веќе 2 дена има главоболки. Ке ги учиме деловите од телото, само ќе запишам дека во еднина именката е der Schmerz, а во множина е die Schmerzen, и потоа кога ќе ги учиме деловите од телото, ќе ги поврзуваме именките со оваа именка Schmerz, односно Schmerz. Болка, односно болки. И последната реченица, Мирјана. Schwester Angelika sagt, Herr Брем. Brem soll zum Arzt gehen. Schwester Angelika sagt, Herr Brem soll zum Arzt gehen. Исто така, освен на заповедниот начин, во оваа лекција ќе се запознаеме со уште еден модерен глагол во германскиот јазик, а тоа е глаголот sollen, кој што значи треба и кој што го користиме како поучтива форма од заповедниот начин. Наместо на некого да му наредиме да направи нешто, тоа го правиме, односно го добиваме истото дејство, ако го употребиме и модалниот глагол sollen. Сега ќе го слушнеме разговорот, а потоа ќе одговориме која од овие 3 реченици, welcher Satz ist richtig. Ама да го споделам. Не. 18, 1А. Не, 1Б.
Gut. Welcher von dieser 3 Sätze ist richtig? 1, 2 oder 3? 3. Ja, Satz 2 ist richtig. Und wer ist krank? Frau Brem ist nicht krank. Wer ist krank? Herr Berm. Herr Brem. Како ќе кажеме незиниот сопруг, незиниот маж е болен? Не е ире, туку е ihr. Ihr Mann Ihr Mann ist krank. Und was sagt Schwester Angelika? Може ли така? Herr Berm. Sie sagt. Sie sagt, да, добро. Doch, bitte geschehen. Herr Brem soll zum Arzt gehen. Sie sagt nicht, dass er zum Arzt gehen soll. Was sagt sie? Едната ще да видим што слушнала. Was sagt Schwester Angelika? Frau Brem soll zu ihr gehen. Gut, danke. Nummer 2 ist auf der nächsten Seite und die Übung heißt, was hat er denn? Welches Foto passt? Hören Sie und hören Sie 2 Gespräche und ordnen Sie zu. Wir werden 2 Gespräche hören und Sie sollen die Gespräche mit den Bildern ordnen. Прво, значи тоа, па потоа ќе ги слушнеме уште еднаш и ќе ги одговориме овие реченици кои што ни се дадени. Сам да не се засекира никој дека се сега треба одма. Ова е номер 2. Ivana, welches Bild oder welches Foto passt mit dem ersten Gespräch? Да, извинете се, треба да го престанам ова да го споделувам, за да можем пак да го вклучам. Welches Foto passt mit dem ersten Gespräch? Das erste oder das zweite Foto? Richtig. Das zweite Foto
passt mit dem ersten Gespräch. Ќе запишам дека именката чисто заради родот. Именката Gespräch е именка од среден род. Das Gespräch во множина die Gespräche. Разговор во еднина, разговори во множина. Jetzt werden wir den zweiten Gespräch hören. Maria, welches Bild oder welches Foto passt mit dem zweiten Gespräch? Die erste Foto Das erste Foto. Das erste Foto passt mit dem zweiten Gespräch. Richtig. Jetzt B. Hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Wir werden zum erst die Sätze lesen und erklären. Dann werden wir die Gespräche noch einmal hören und bemerken, was ist richtig. Slajana, bitte lesen Sie den ersten Satz. Hier rechts hat Beine oder auch Schmerzen in den Armen und Beinen. Dank. Der zweite Satz, Natascha. Ja, das Fieber, Temperatur. Das Fieber, Temperatur. Der dritte Satz liest Maria vor. Er wärmt, hustet gar nicht oder sehr viel. Das Verb husten bedeutet Kaschel. Der vierte Satz liest Mirjana vor. Sein Kopf tut immer noch oder nicht mehr weh. Weh. Ja, wir haben hier ein trennbares Verb. Das Verb heißt wehtun. Das Verb heißt wehtun. Und bedeutet boli. Wir konjugieren dieses Verb
So. Das ist Singular und das ist Plural. Ich tue weh. Du tust weh. Er, sie, es tut weh. Im Plural. Wir tun weh. Ihr tut weh. Tut weh. Sie tun weh. Од овој глагол најчесто ги употребуваме само формите за трето лице еднина, меѓутоа овој глагол има форми за сите лица и затоа го менуваме. Затоа што овие форми можеме да ги замениме со деловите од телото кои што ќе ги работиме подоцна. Ова четворкава страшна работа. Добро. И туве, значи имам болка, така ли? Ме боли. Ме боли. Да. Тогаш и ти ќе се смениш. Добро. Wir werden jetzt die zwei Dialoge noch einmal hören. Und dann, предходно ќе ги прочитаме до кај стигнавме, до четвртата. Ja, Nummer 4. Da, Nummer 4 hat Miriam gelesen. Nummer 5 liest Ivana vor. Ja. Das Adjektiv hoch bedeutet висок. Das Gegenteil des Adjektivs heißt niedrig und bedeutet нисок. Und Nummer 6 liest Slagina vor. Im Bett. Der Herr Brehm macht einen Tee oder bleibt im Bett. Wir werden die zwei Gespräche noch einmal hören. Само сега едно по друго. Без пауза, за да ги слушнеме и потоа да пополниме. Односно да кажеме. Was ist richtig? Und Gespräch Nummer 2.
Ja, wir haben die 2 Gespräche gehört und jetzt lösen wir die Aufgabe. Mirjana, was ist richtig im ersten Satz? Wie lautet der Satz richtig? Како гласи реченицата, точната реченица? Е прашањето. Lesen Sie den ganzen Satz, bitte. Целата реченица, да. Verbrem, keine Schmerzen in den Armen und Beinen. Beinen, danke. Ivan, was ist richtig im zweiten Satz? Nicht sehr hoch. Richtig. 3. Maria, was ist richtig im dritten Satz? Herr Berm hustet gar nicht. Ja, richtig. Natascha, was ist richtig im vierten Satz? W. Ja, richtig. Slagena, was ist richtig im fünften Satz? Hoch. Nicht mehr hoch, ja. Und Mirjana, was ist richtig im sechsten Satz? Der Brem macht einen Tipp. Lesen das Sie. Nein. Herr Brehm bleibt im Bett. Wer macht einen Tee? Ivana, wer macht einen Tee? Wer macht einen Tee? Für Herr Brehm. Кој му прави чај на Ja, die Frau Brehm macht einen Tee. Und wann soll Herr Brehm den Tee trinken? Wie oft? Ich denke, Herr Berm Soll. soll trinkt der Tee 3-mal pro Tag. Herr Brehm soll 3-mal pro Tag Tee trinken. Зошто? Затоа што сега веднаш пред императив, пред заповедниот начин, ќе се запознаеме со глаголот золен, кој што е модален верб, модален глагол. Под цртичка ќе напишам модал верб золен или на македонски модален глагол треба. Die Modalverben in der deutschen Sprache haben gleiche Formen für erste und dritte Person Singular und erste und dritte Person Plural. Die anderen Verben haben nur gleiche Formen im ersten und dritten Person Plural. Singular 3. Hier steht Singular. Und hier steht Plural. Ich soll, du sollst, er, sie, es soll. Im Plural, wir sollen, ihr sollt,
и sie sollen. Sie формата Höflichkeitsform sollen. Was ist typisch oder charakteristisch für die Sätze, die ein Modalverb in sich haben, ist das, во исказна реченица главолот стои секогаш, модалниот главол стои секогаш на второ место, а главниот главол на последно место во инфинитив, односно во неговата основна форма. Додека пак во прашална реченица се менува само местото на модалниот главол, кој што стои на прво место, а главниот главол повторно на последно место во инфинитив. Различно е само ако реченицата е прашална и започнува со прашален збор, тогаш модалниот главол е повторно на второ место, а главниот главол е на последно место и е во неговата инфинитивна форма. Ако не те е тешко да го напишеш, добро победа. Ќе го запишам откако ќе дадам примери. Прво ќе земам ваков пример со исказна реченица. Herr Brehm soll im Bett bleiben. Че оваа реченица е исказна. Глаголот стои на второ место, sollen, а главниот глагол на последно место во инфинитив. Така ќе запишам дека, ова што го кажав, во исказна реченица модален глагол, модалниот глагол стои на второ место и се менува по лица. Главниот глагол стои на последно место и останува во неговата основна форма, а во заграда ќе запишам инфинитив. Сега ќе дадеме пример со прашална реченица. Sollst du einen Tee trinken? Оваа реченица е прашална. А во прашалните реченици, еве ќе го обележам, глаголот sollen стои на прво место, а главниот глагол на последно место повторно во инфинитив. Запишеме. Во исказна реченица, во прашална реченица, модалниот глагол стои на прво место и се менува по лица. Главниот глагол стои на последно место и останува во неговата основна форма, односно инфинитив. Ќе дадеме и пример со прашална реченица која што започнува со прашален збор. Was sollst du trinken? Е реченицата на второ место, бидејќи имаме прашален збор, стои модалниот глагол кој што е менуван по лица, а на последно место е главниот глагол кој што е повторно во инфинитив.
во реченица со прашален збор, модалниот глагол стои на второ место и се менува по лица, а главниот глагол стои на последно место и останува во неговата основна форма, односно инфинитив. Втората точка, пред да работиме вежбата број 3, односно втората цртичка, ќе ни биде императив или на македонски заповеден начин. Сме го споменале, сега само ќе повториме како се образува во кој лице и како се образува императив во германскиот јазик. Заповеден начин се образува во zweite Person Singular. Zweite Person Plural. И трите Person Plural. Односно, тоа се вика Höflichkeitsform. Односно форма за почит. Пишам вака одоздолу. Не. Форма за почит. Ќе го земеме глаголот комен како пример и ќе ги напишеме прво неговите форми за второ лице еднина, второ лице множина и трето лице множина. Du kommst, ihr kommt и sie kommen. Во императив, односно во заповеден начин, во второ лице еднина ги отстрануваме личната заменка du и наставката ст. Остатокот е форма за заповеден начин во германскиот јазик. Така ќе остане ком, што на македонски ќе значи дојди. Значи, сум го запишала, ќе го запишем уште еднаш како правило. Во второ лице еднин се отстранува личната заменка du, требаше да биде се отстрануваат. Се отстрануваат личната заменка du и наставката на глаголот ст. Остатокот е форма за заповеден начин. Значи, ова е многу важно. Еве и со црвено нека биде. Ова е многу важно. Во второ лице еднина
се отстрануваат личната заменка до и наставката на глаголот ст. Во второ лице множина, се отстранува само личната заменка ија, а остатокот е форма за заповеден начин во германскиот јазик. Односно, од глаголот комен, тоа ќе биде комт и ќе значи дојдете. Во второ лице множина се отстранува личната заменка ија, остатокот е форма за заповеден начин. Значи пак ќе го обележам со црвено, меѓутоа ова ќе го подвлечам. Во второ лице множина. И во трето лице множина, односно формата за почит, имаме ситуација каде што треба да направиме инверзија на глаголот и на личната заменка и така да добиеме форма за заповеден начин за трето лице множина во германскиот јазик. Комен зи, а на македонски дојдете вие. Зошто? Затоа што формата за почит во македонскиот јазик се вбројува во второ лице множина. Во трето лице множина, во заграда ќе запишам форма за почит, се прави инверзија, односно менување на местата на личната заменка и глаголот и формата на глаголот и тоа е форма за заповеден начин. Како и досега за се што сме кажеле, така и во овој случај, затоа и додадов таму празно место, освен во второ лице множина, во сите други лица глаголот sein има различни форми за императив. Значи, ако глаголот sein за посочените лица го менуваме du bist, ihr seid и sie sind. Освен ова seid, сите други форми ќе видиме дека се различни од тоа што сме го кажале како правило кај претходниот глагол. Односно, формата за второ лице множина во заповеден начин од овој глагол е sei. На македонски значи биди. За второ лице множина се задржува истата од личната заменка, односно seid и значи бидете. И во трето лице множина формата за почит, формата за императив е seien sie. Или на македонски бидете вие. Освен глаголот sein, сите други глаголи образуваат заповеден начин, односно императив, на начинот кој што го кажавме кај глаголот комен. Дали имате прашање? Пред да продолжиме понатаму со вежбите. Ако немате прашање, продолжуваме со третата вежба, која што се вика Geben Sie ihm
Doch diesen Tee gleich wie die Lektion Nummer 18. Ergänzen Sie. Ist die Übung 3a. Auf der linken Seite steht, welche Ratschläge gibt Schwester Angelika den Leuten? Und auf der rechten Seite steht, was hat Schwester Angelika gesagt. Во првиот случај користиме заповеден начин, а во вториот случај го користиме глаголот sollen. Примерот гласи: Geben Sie ihm doch diesen Tee. Und Schwester Angelika sagt, du sollst diesen Tee trinken. Was werden wir auf der nächste Satz ergänzen? Како ќе дополниме следната реченица, Наташа? Sie trinken viel. Наташа, како ќе гласи оваа реченица? Слагена, дали се слуша? Ова Наташа, дали се слушаме? Мирјана, ќе морам да ви го исклучам малку оваквото, затоа што многу галама се слуша. Само малку. Да, добро. Како ќе ја дополниме реченицата trinken Sie? Односно, со што ќе ја дополниме? Така, trinken Sie viel. Не само тоа што ни е дадено. Trinken Sie viel. А што вели Швеста Ангелика? Од десната страна, Швеста Ангелика sagt. Да, од десната страна дополната го сега. Ich soll viel trinken. Да, ich soll viel trinken. Марија, третото. Welche Ratschläge gibt Schwester Angelika? Да. Ja, gehen Sie zum Arzt. Und was hat Schwester Angelika gesagt? Schwester Angelika sagt, ich soll zum Arzt gehen. Ja, richtig. Danke. B. Gesundheitsforum. Ratschläge geben. Arbeiten Sie zu zweit auf Seite 83. Предходно ќе запишеме дека der Ratschlag во еднина, die Ratschläge во множина, значи совет или совети. Во множина е совети. Одиме на страна 83. Und hier haben wir 83 назад. Во 83 каде е тоа? Во учебникот. Кај мене е 35. Нова е друга вежба. Gesundheitsforum. Ratschläge geben. Lesen Sie die Beiträge im Gesundheitsforum. Arbeiten Sie zu zweit und schreiben Sie 2 Ratschläge zu jedem Beitrag. Hilfe finden Sie im Bildlexikon. Пред да го погледнеме Bildlexikon, ќе ги прочитаме
прилозите во овој форум. Првиот, нека го прочита Иван. Hallo, ich kann seit 3 Monaten nicht mehr richtig schlafen. Ich war auch schon beim Arzt, aber er hat nichts gefunden. Wer hat einen Tipp? Philipp. Да, прочитајте го и одговорот под Филип. Hallo Philipp, trinken Sie viel Tee oder Wasser? Nehmen Sie auch Vitamin C. Sarah. Danke. Und der nächste, bitte Mirjana. Hallo, mein Mann hat schon seit 6 Wochen Kopfschmerzen. Wer kann helfen? Tina. Hallo Tina, ich danke, Ihr Mann soll zum Arzt gehen. 6 Wochen sind so lang fertig. Was soll Филип machen? Евде овде имате долу и дадени реченици, односно можни дополненија на реченици. Марија, was soll Филип machen? Philipp kann, Soll. Филип soll Philipp soll vielleicht keine Kaffee trinken. Danke. Sлагано, was soll Tina machen? Tina machen. Tina soll Tina soll nicht so viel arbeiten. Ja, Tina soll nicht so viel arbeiten. Und Natascha, was soll noch Philipp machen? Philipp soll ein Rezept beim Arzt holen. Danke. Was soll noch Tina machen, Ivana? Tina soll Tabletten oder Medikamente nehmen. Tabletten oder Medikamente nehmen. Danke. Wir gehen zurück im Buch auf Seite 34 und lesen die Wörter im Bildlexikon. Wir machen eine Tabelle und sortieren die Nomen nach dem Artikel. Der, die, das и dieser множина. Само да ја направам табелата и ќе ги прочитаме. Der, die, das и dieser Plural. Првата именка да ја прочита Наташа. Der Doktor, der Arzt. Така. Der Doktor, со истото значење. Der Doktor и der Arzt. Како образуваме женска професија? Додавање на ин на крајот. Така е, со додавање на ин на крајот. Множината од именката der Doktor е die Doktoren, а од der Arzt множината е die Ärzte. Ајде следната слагена. Das Apotheke. Die, црвена. Die Apotheke. Бидејќи оваа именка завршува на е, а претходно сме споменале дека најголем број од именките кои што завршуваат на е
во множина добиваат наставка N, само N. Во множина ќе биде die Apotheken. Марија, Die Medikamente. die Medikamente, das ist im Plural. Was meinst du, wie lautet dieser Nomen im Singular? Medikament. Das Medikament. Ивана, следната. Das Rezept. Во множина die Рецепт. Следната, Миријана. Die Praxis. Праксис. Praxis. Die Praxis, ординација. Die Praxis, ординација. Во множина die Praxen. Ајде сега првата, односно следната, Наташа. Der Husten. Der Husten. Нема множина, а значи кашлица. Како именка. Преска го имавме глаголот хустен, кашла, а сега имаме кашлица. Следната, слагена, Das Fieber. das Fieber. Кажавме претходно дека значи температура. Запишам уште еднаш. Температура може да значи и грозница. Во множина die Fibern. Може да има и множина die Fibern. Следната е на следната страна. Ќе ја прочита Марија. Да, der Schnupfen. На македонски се вика кијавица. Кога киваме? Правилно сакам да кажам. Во множина имаме истата форма, само со определен член die. Die Schnupfen. Следната Ивана. Во множина се die Schmerzen. А претходно кажав дека именката Шмерц е од машки род. Der Schmerz. Der Schmerz, болка. Следната, Миријана. Die Tablette. Die Tablette. Бидејќи завршува на е, во множина ќе добија само н и ќе биде die Tabletten. Die Tabletten. Следната Наташа. Die Salbe. Според сликата, што е тоа, Наташа? Must. Што мислите како ќе биде во множина? Рехтиш. Die Salbe. И слагена последната. Das Pflaster. Во множина ја има истата форма, само напред со определен член die. Die Pflaster.
Super. Und jetzt Übung Nummer 4 heißt, wie heißen die Körperteile? Ergänzen sie. Имаме слика, дадени делови од тело обележани, треба да ги поврзаме со сликата, односно со броевите. Nummer 1 ist Kopf. Јас вака ќе ги напишем. Körperteile, пак по цртичка. Körperteile, делови од телото. Повторно со табела. Повторно со табела, во која што ќе ги вметнуваме според род и според нивната форма во што вака. Нивната форма во плурал, во множина. Der, die, das и dieser Plural. Застанавме кај слагена, значи следната, односно првата именка од деловите на телото, ќе ја прочита Мари. Der Kopf. На македонски глава. Во множина die Köpfe. Бива на следната. Со сино е. Значи der Hals. Der Hals може да има повеќе значења. Во случајов, бидејќи е дел од телото, ќе значи врат, меѓутоа може да значи, да знаете дека може да значи и грло. Во множина формата е die Hals. Следната, Мирјана? Der Rücken. Да. Ето го запишам. Rücken значи грб. Der Rücken. Оваа именка во множина ја има истата форма, само со определен член. Die Rücken. Следната, Наташа. Наташа. Наташа, дали се Die Brust. Во македонскиот јазик ова се гради, нема еднина. Меѓутоа во германскиот има и множина од оваа именка и гласи die Brüste. Следната, слагена? Das Bauch. Зошто das? Мало ми е вања. Der Bauch. Ајде, еве ги. Вака може? Да. Се гледа. Der Bauch. Тоа е стомак, да? Der Bauch. Стомак. Во множина die Bauch. И ато добива умлот. Die Bauch.
Следната именка Марија. Der Arm, Der Arm? Rami. Rak, Rami. Не, рак. Ramo. Рак. Der Arm. Рака. Во множина die Arme. Arme. Ивана, следно. Die Die Hand. Hand. Тоа е дланка. Ако арм е целата рака, hand ќе биде само дланката. Во множина die Hände. Следната Мирјана, Der Finger. der Finger. Во множина истата форма, само со определен член die. Прст. Во множина die Finger. Следната Наташа, das Bein. Нога. Во множина die Beine. Die Beine. Хајде следната слагена. Der Fuß, Der Fuß, стапало, да. Fuß, стапало. Die Füße, со умлот. Стапало во множина die Füße. Следната Марија, das Knie, das Knie. Тоа е колено. Das Knie. Колено. Во множина die Knien. Следната наред е Ивана. Die Ohr. Das Ohr. Тоа е уво. Да, уво. Во множина die Ohren. Уши. Die Ohren. Следната Мирјана. Das Auge. Das Auge. Око. Во множина die Augen. Очи. Die Augen. Следното Наташа. Der Zahn. Зап. Во множина die Zähne. Ајде следната слагена. die Nase, Die Nase. Нос. Во множина die Nasen. Die ги завршува на е. Die Nasen. И последната Марија. Der Mund. Уста. Во множина die
Мунда. Мунда. И сега сакам она да го објаснам со шмерцен и со глаголот ветун. Ветун. Кога ги користиме и како можеме да ги искористиме, ќе земам еве цан. Со цан, тој ми падна прво во очи. Mein Zahn tut weh. Ова на македонски ќе биде ме боли забот. А имам забоболки, ќе кажам ich habe Zahnschmerzen. Во множина се, да. Имам забоболки. Како ќе кажеме, Ивана, како ќе кажеме, ме боли, ме боли стомакот. Mein Bauch tut, добро, so weh. А како ќе направиме оваа реченица ако употребиме именка шмерцен? Така. Ich habe Bauchschmerzen. И сега ајде Марија, со именка од множина. Како ќе кажеме ме болат ушите? Meine Ohren во множина. Ohren. Ама бидејќи се во множина ќе биде tun weh. Бидејќи се во множина. А како ќе кажеш имам болки во ушите? Ich habe Ohrenschmerzen. Така. Ich habe Ohrenschmerzen. Значи, кога го користиме шмеацен, е во множина секогаш шмеацен, а кога го користиме глагол wehtun, внимаваме дали станува збор за еднина или за множина. А ако е еднина, тогаш глаголот е во еднина, а ако е множина, тогаш и глаголот е во множина. Продолжуваме понатаму, вежбата број 5 се вика Nehmen Sie doch mal Heilkräuter. Heilkräuter ќе бидат лековити тревки. Ќе ги запишам само како множина. Die Heilkräuter in plural. Лековити тревки. Lesen Sie den Ratgebertext und beantworten Sie die Fragen. Ratgeber значи некој што дава совети, односно советодавец. Der Ratgeber ќе го запишеме женскиот род, чисто да видите дека Geberin функционира како професија. Советодавец. Трите прашања, ајде нека ги прочита Ивана. Was ist der Naturmedizin? Zum Beispiel Heilkräuter. Kräuter. Was hilft gegen Halsschmerzen? Sie müssen etwas über Kräuter. lernen. Heilkräuter lernen. Was können Sie tun? А gegen значи против. Gegen е против. Спротивното е für, за.
прочитаме текстот и ќе одговориме на овие 3 прашања. Насловот на текстот е Klosterladen Biberach, Heil- und Küchenkräuter, Kosmetika, Klosterliköre und Spirituosen. Klosterladen, за ладен кажавме дека е продавница. Ќе запишеме дека das Kloster значи манастир. Das Kloster манастир. Манастирска продавница. Biberach, тоа е местото. Heil- und Küchenkräuter, лековити и билки или тревки за во кујна. Козметика, јасно не е тоа. Klosterliköre, ликери. Und Spirituosen. Die Spirituosen значат алкохолни пијалаци. Die Spirituosen, алкохолни пијалаци. Ајде прво ово од десно, Миријана, прочитате го со црвени букви. Кај да го видам само? Првото што е, така ли, првата реченица? Не, ова што е од десно со црвен. Добро. Gute zum feines selbst gemacht aus unserem Kloster. Gutes und Feines selbst gemacht aus unserem Kloster. Добро и фино само направено од нашиот манастир. Првата една-две реченици нека ги прочита Слагена. Ein guter Rat von Schwester Angelika Bochmer, nehmen Sie Doch doch mal Krater, Kopfschmerzen, Schnupfen und Fieberhusten, Schmerzen in Armen oder Beinen. Да? Ајде следните реченици еве до кај што ќе каде, еве до helfen. Ајде Марија. Natürlich können Sie mit jedem Problem sofort zum Arzt gehen. Und bei manchen Krankheiten Manchen sollen Sie das auch wirklich tun. Aber oft kann Ihnen auch die Naturmedizin mit ihrem vielen vielen Heilkräuter helfen. Следните две реченици, Наташа. Zum Beispiel mit Salbei. Salbei hilft sehr gut gegen Halsschmerzen. Oder Baldrian. Das ist gut bei Fuß oder Bauchschmerzen. Ja. Тука имаме две растенија. Едното е ди залбај, што значи жалфија. Ди залбај, ќе го запишам. Жалфија. И второто е Деа Балдриан. Балдриан, кое што е вид лековито растение. Немам најдено како се вика, ама сигурно го има како слика на Балдриан. Слики.
Еко, валеријана. Тоа е балдрија. Добро. И последните две, Ивана? Велезинеа уба Heilkräuter Weizen, Висен. dann lesen Sie das Buch Heilen mit der Natur von Schwester Angelika Borner, erschienen in Schwester Verlag, Marbach, 14,95 €. Ja. Ајде сега да видиме горе. Имаме was ist Naturmedizin? Zum Beispiel Heilkräuter. Und was hilft gegen Halsschmerzen? Што прочитавме во текстот дека помага против болки во грлото? Der Salbei. Salbei. Da? Sie möchten etwas über Heilkräuter lernen. Was können Sie tun? Што ќе направите ако сакате да знаете повеќе за лековитите билки, тревки од текстов? Так. Das Buch Heilen mit der Natur kaufen und lesen. Глаголот heilen значи лекува. Heilen лекува. Und jetzt haben wir Übung 5b. Es geht Ihnen nicht gut. Was machen Sie? Hilfe finden Sie auch im Bildlexikon. Maria, was machst du gegen Bauchschmerzen? Треба од две реченици да прочитам или? Не, да си составиш одговор што правиш против болки во стомакот. Можеш да ги користиш зборовите кои што ги имавме во Bildlexikon. Manchmal nehmen ich Medikamente Gut? oder Oder trinke ich Tee. Tee. Danke. Ivana, was machen Sie gegen Fieber? Dann habe ich Fieber. Ich nehme Medikamente. Wenn ich Fieber habe, dann nehme ich Medikamente. Danke. Natascha, was machen Sie gegen Schnupfen? Dann habe ich gegen Schnupfen. Nehme ich Tee und Salbe. Da, wenn ich schnupfe, nehme ich einen Tee, mache ich einen Tee oder nehme ich eine Salbe. Mirjana, was machen Sie gegen Kopfschmerzen? Ich trinke Tee. Tee, Natürlich Tee. Tee. Tee und nehme Medikamente. Danke. Und Slajana, was machen Sie gegen Husten? Nehmen eine Medikamente.
ich nehme eine Tablette oder ich nehme ein Medikament. Danke. Jetzt gehen wir im Arbeitsbuch auf Seite 42. Und das bedeutet Lektion 18. Die erste Übung lautet, lesen Sie das Telefongespräch und ergänzen Sie. Прочитайте го телефонският разговор и допълнете го. Die Wörter sind oben und wir sollen diese Wörter im Gespräch verwenden. Ајде првото, докај што е напишано, нека го прочита Миријан. Hallo Lea, ich kann heute Leider leider nicht zum Schwimmen kommen. Ich muss absagen. Warum denn? Ich bin krank. Добре. Марија, следната. Och, was hast du denn? Ich habe Kopfschmerzen und ich Fieber haben. Не само од зборчињата кои што се дадени горе дополнуваме. Und ich habe Fieber. Не знам на второто. Од тие зборови кои што се дадени горе. Ich habe Kopfschmerzen und ich, ти треба глагол менуван во прво лице еднина. Кој е глагол тука менуван во прво лице еднина? Und ich bleibe. Und ich husta. Кашлам. Имам главоболки и кашлам. Следната реченица, Наташа. Oh, das tut mir leid. Hast du auch Fieber? Danke. Ивана? Ja, es ist nicht sehr hoch. Hoch. Danke. Следната реченица, Слаѓана? Aber gut geht es mir nicht. Und meine Сега имаме бајне, значи ни требаат раце. Arme. Arme. Продолжете, Слаѓана. Arme und Beine tut auch Што имаме тун, ни треба сега остатокот од глаголот. Вее, точно. Вее. И имавме 1, 2, 3, 4, последната, Миријана. Auch Mensch, wie schade. Ja, das finde ich ist auch. Also, Also. ich Also ich. Остана само што? не правам така. Ќе останам подобро во кривот. Bleibe. Also ich bleibe lieber im Bett. Was ist das? Нотиран си. Многу убави вежби, употребени зборови кои што ги знаете и треба да дојдете до некој нов збор кој што сте го изучиле во оваа лекција. Првото. Ајде, Иван. Dort können Sie Medikamente bekommen. Ja. Wo kann man Medikamente bekommen? Сега овие зборови што ги напишавме од горниот дел. Ди апотека или апотека, да. Дадена е реченицата со, Слаѓана, прочитајте ја за таблетен. Кој е објаснувањето? Не, haben Sie, прво тоа што е дадено. setzen. Dann können Sie helfen,
klein, Weiß. да, das sind Tabletten. Сега може и С. Ich habe Да, вие слагено, да. bekommen es beim Arzt und gehen damit zur Apotheke. Ja, sie bekommen es beim Arzt und gehen damit zur Apotheke. Was ist das? Arztin oder Ordinație, како беше? Не. Вели го добивате кај докторот и одите со тоа во аптека. Рецепта. Das Rezept. Рецайс, как беше? Das Rezept. Марија. Hier arbeitet der Arzt Да? ambulant. Не. Праксис. Ординацијата се вика ди праксис на германски. Наташа. Haben Sie Schmerzen in den Beinen? Dann kann sie helfen. Sie sollen wie auf seinen Fall essen. Was ist das? Имате ли болки во нозете? Тогаш таа може да ви помогне. Во никој случај не смеете да ја јадете. Valeriana. Не, се мисли на залбе. На маста. Ди залбе. Мирјана. Ein Adress, Wort für Arzt, Apotheke. Ein anderes Wort für Arzt. Не, друг збор за доктор, не. За доктор. Лекар, доктор, медикаменте. Исто, der Doktor. Доктор. И не знам, кој беше слаган. So heißen Tabletten. Salben und Vieles mehr. Медикаменте. Не. Да, уствари, да. So heißen Tabletten, Salben und vieles mehr. Die Medikamente. Ја ќе кажев ликер. Ама ликеров у 9 саат вечер не е пожелен. Ама за спиење. Na vreme. Грцето да ти омекне и да ти лекнеш. Was sagt der Arzt? Schreiben Sie im Imperativ. Што вели докторот? Напишете во императив. Првата е дадена. Soll ich viel trinken? Ja, trinken Sie viel. Наташа, како ќе биде бе? Soll ich im Bett bleiben? Ja, bleiben Sie im Bett. Richtig. С. Ивана. Soll ich diese Salbe nehmen? Како ќе биде во императив? Nehmen Sie diese Salbe. Ja, nehmen Sie diese Salbe. Idee, Maria? Soll ich die Medikamente in der Apotheke abholen? Ja, sollen Не, сега само во императив. ja, holen Sie die Medikamente in der Apotheke ab. Ja, holen Sie die Medikamente in der Apotheke ab. Бидејќи глаголот е делив.
Aussagen, Fragen und Imperativsätze. Исказни реченици и императивни реченици. Ordnen Sie die Sätze zu. Првата реченица, Мирјана, прочитајте. Holst du das Rezept her? Да. Ich hole Не, само првата. Што е тоа? Aussage, ja, nein, Frage или императивзац? Што е тоа? Nein. Прашалник има. Добро. Прашална форма. Значи, ja, nein, Frage. Може да се одговори со да или со не. Следната реченица. Ајде, Слагена. Ich hole das Rezept in der Praxis ab. Да. Ist das Aussage oder Imperativsatz? Frage. Не, точка. Aussage. Исказна, не, и ова е исказна реченица. Исказна реченица. И последната е императивзац, прочитаја Марија. Holen Sie das Rezept bitte in der Praxis ab. Wo steht das Verb in einer Aussage? Каде стои глаголот во исказна реченица? Позицион 1 oder Position 2? Position 2, richtig. Wo steht das Verb in einer Ja-Nein-Frage? Auf Position 1 oder auf Position 2? Position 1, richtig. Und wo steht das Verb in einem Imperativsatz? Auf Position 1 oder Position 2? Position 1, richtig. Schreiben Sie Ratschläge mit doch. Doch, ако знаеме како напротив, може да значи и сепак. Ihr Nachbar arbeitet ein halbes Jahr nicht. Geben Sie Ratschläge. Вашиот сосед не работи половина година. Дајте му совети. Првото. Reisen Sie doch durch Europa. Како ќе ја дополните кај втората со ins Ausland gehen? Ивана. Направете ја императивна. Да. Так, gehen Sie doch ins Ausland. C. Мирјана. Ein Instrument lernen. Само секунда. Треба да биде во прашална или Не, треба да биде во заповеден начин. Како ќе биде научете еден инструмент? sollst? Не. Со глаголот треба да започне реченицата. Lernen. Lernen. Сега треба лична заменка. Lernen Sie Така, ein Instrument. lernen Sie doch ein Instrument. D. Наташа. Machen Sie doch den Motorradführerschein. Така е. Machen Sie doch den Motorradführerschein. И Марија? Lernen Sie doch noch eine Fremdsprache. Richtig, ja. 6. Nee. 7. Ergänzen Sie sollen in der richtigen Form. Прочитајте ослагана и примерот и втората реченица. Ich habe seit 3 Wochen Kopfschmerzen. Was soll ich tun? Was hat der
Was hat der Doktor gesagt? Треба ли да останеш во кревет? Треба да биде. Золен треба да го дополним. Sollen Sollst du im Bett bleiben? C. Mirjana? Секунда, да го отворам само некош нешто. Die Lehrerin Hat gesagt. wir sollen Dobro. Wir sollen auf Deutsch sprechen. Wir sollen auf Deutsch sprechen. D. Mari? Und was sollt ihr noch machen? Danke. E. Ivana? Das. Ja, der Techniker soll morgen die Heizung reparieren. Und F. Natascha? Der Arzt sagt, sie sollen morgen Vormittag noch einmal kommen. Der sagt Arzt, Sie sollen morgen Vormittag noch einmal kommen. Hey, was tut Ihnen weh? Еве го во со болките. Што го објаснивме. Првото, ich habe Rückenschmerzen. Имам болки во грбот. Второто, Б. Meine Beine tun weh. Ме болат нозете. Ајде кај С. Марија, дополни реченицата на С. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Danke. D. Ivana. Ja, mein Arm tut weh. E. Slagjana. ich schmerzen Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. И F. Мирјана. Не сега тоа на око ли се ми... на Очи множина. Augen, meine Augen Не, meine Augen. Исто како бајне. Горе. Meine Augen tun, бидејќи се во множина. Tun weh. Ergänzen Sie das Gespräch? Ајде да видам, само ме интересира во тестот. Да, имаме. Viele Ratschläge, was sagen die Personen? Исто треба да направиме реченици во императив. Наташа, прочитајте го примерот и направете ја првата реченица. Der Arzt sagt, ich soll in die Apotheke gehen und Medikamente kaufen. Arzt, gehen Sie in die Apotheke und kaufen die Medikamente. Der Apotheker sagt, ich soll eine Tablette nehmen und viel Tee trinken. Apotheker, Eine Tablette und nehmen Sie eine Tablette und viel Tee trinken. und trinken Sie viel Tee. Двата глаголи треба да стојат пред личната заменка. Це Марија. Der Chef sagt, ich soll zu Hause bleiben und alle Termine absagen. Chef, sagen, Не, bleiben. Прво едниот глагол. bleiben Sie zu Hause und sagen,
sagen Sie alle Termine ab. Се тебе ти се паѓаат делививе глаголи. Иде, ајде, Марија? Не Марија, леле, се збунив. Миријана. Der Kollege sagt, ich soll Obstessen und Sport machen. Kollege, essen, sie soll Obst Не зол не треба. Essen Sie Obst und Sport machen. und machen Sie Machen sie Sport. Sport. И уште оваа со Золен, првата реченица Ивана, прочитајте, ја дополнете втората. Wir sollen viele Orangen essen. Ist das richtig? Ja, sie sind sehr gesund. Der Arzt sagt, ihr sollt viel Wasser trinken. Wir mögen aber kein Wasser. Значи ја золт, viel Wasser trinken. Се, Наташа. Ich soll jeden Tag 5 Tabletten nehmen. Das ist aber viel. Данка, де, Миријана? Де, Миријана? Sollen? Не. Soll? Со која лична заменка ќе го замениме хеа Маја? Dobro, okej. Du soll? Не. Со која лична заменка ќе го замениме хеа Маја? Да не е нешто што кажуваше преска со трето лице. Трето лице еднина, да, со еа ќе го заменам. Ja. Er soll Зол, хеа Маја, Herr Meier in die USA USA. fliegen. Soll Herr Meier in der USA fliegen? Nein, Herr Herold. Sлагено? Was? За второ лице множина. За трето лице множина. За тие. Да, цела реченица прочитате слагена. Солен, Вања und Тамара noch einkaufen. Том Martin und Brotchen bitte. Brötchen bitte. Und F, Maria? Du sollst doch im Bett liegen. Och, es ist so langweilig. Да, du sollst doch. Gut. Благодарам за вниманието. Имате еден ден да видите дали нешто ви било јасно или не ви било, па во среда повторно ќе се слушнеме. Имајте убава вечер. Фала, благодарам. Пријатно.